Роден сум на 23 март 1912 година во Вирзиц, во тогашната пруска провинција Посен. Мојот татко, почитуваниот Магнус барон фон Браун, тогаш во Вирзиц беше земјоделски советник, а подоцна, за време на двата последни канцелара на Вајмарската република фон Папен и Шлајдер, министер за исхрана и земјоделство. И мајка ми Еми има баронско потекло. Потекнува од лозата фон Квисторп. Значи, потекнувам од стара, традиционална пруска лоза. Материјалниот аспект на мојата екзистенција никогаш не ме оптоварувал. Имам двајца браќа. Зигизмунд, кој ќе се занимава со политика како татко ми, и Магнус. Тој ќе ми биде животен соработник. Што е астронаутика? Пат до звездите. Астронаутиката не значи само наблюдување на месечината и на звездите, туку вивнување во бескрајот на Вселената. А се започна вака. На 14 години добив за Божиќ елементи за склопување. Не направив дигалка или нешто слично, туку мало ракетно автомобилче. И му вградив прскалки. Опитен полигон ми беше зоолошката градина во Берлин. И еден ден, влечејќи ме со едната рака за уво, а во другата држејќи го корпусот деликти, мојата ракета, пред мојот татко, тогаш генерален директор на Германската банка, се појави чуварот на зоолошката градина, обвинувајќи ме дека вршам по живот опасни експерименти. Мојот татко едноставно му одговори дека неговите синови мора да имаат најголема слобода, па дури кога се во прашање и животите на животните. Но чуварот одговори дека се во прашање и животите на луѓето. А мојот татко му одговори дека Вернер повеќе нема да се занимава со тој опасен спорт. За роден ден, татко ми ја подари книгата Ракети во планетарниот простор од професорот Херман Оберт. И што се случи? Со книгата на Оберт впазува, отидов кај мојот учител по математика и го прашав што треба да правам со книгата за да ја разберам, бидејќи беше преполна со математички формули. Седни, учи математика, ми одговори учителот. Јас сосема сериозно го сватив советот. Толку сериозно што потоа татко ми ме молеше да излезам и да прошетам низ зоолошката градина, само да не ги вознемирувам животните. Но јас веќе почнав да разбирам што пишува Оберт во својата книга. Почнав дури и пресметки по моја замисла. Значи, ја започнав својата теорија на ракети за далечен дострел. Татко ми наскоро повторно се најде во деликатна состојба. Директорот на познатата гимназија бараше прием по повод неговиот син. Дали ќе дозволи неговиот син, поради исклучителните познавања на математиката, да го заменува заболениот наставник по математика во гимназијата. Татко ми повторно одговори дека неговите синови мора да имаат најголема слобода, па дури кога е во прашање и математиката. Дури подоцна ми дозволија и пред време да ја полага матурата. На 18 години решив да ја совладам техниката од самиот почеток. Се вработив во фабриката за машини и истовремено се запишав на Високото техничко училиште во Берлин. Се запознав со мојот сон, професорот Херман Оберт, кој тоа време во Берлин за потребите на филмот Жена на месечината изработуваше вистинска ракета. Професорот Оберт ме прими за свој помошник. Филмот беше снимен, а ракетата служеше само за декор.
бидејќи ние не успеавме да летне ни во рекламни цели. Фриц Ланг со овој филм постигна многу голем успех во светот, а нацистите подоцна филмот го забранија. Воена тајна. На 24 годишна возраст, со најдобра оценка ја одбранив мојата докторска дисертација. Конструктивни, експериментални и теоретски прилози на проблемите на ракетите со течно гориво, која што веднаш беше прогласена за државна тајна. Господинот професор Херман Оберт беше принуден да се врати во своето старо живеалиште за да може да опстане. А ние, групата што веќе го почувствува здивот на вселенскиот предизвик, решивме да продолжиме понатаму. Рудолф Небел, Валтер Едел и јас најмивме земјиште на Берлинското стрелиште за 10 марки годишно. Првата ракета Мирак-1 се дигна од своето подножје и падна. Гледачите бараа да им ги вратиме парите од влезниците и јас тогаш се снајдов. Им ветив дека влезниците ќе им важат за следната представа кога Мирак-2 сигурно ќе летне. Само по 3 недели Мирак-2 се дигна од своето подножје, се качи на височина од 350 метри и се спушти со падобран. Мирак-2 беше коригирана од мене. Член 168 од Версајскиот мировен договор. Производството на оружје, муниција или било каков воен материјал може да се изведува единствено во фабрики и работилници кои им се познати на владите на сојузниците и од нив одобрени. Признавам, ние не мислевме на ракетите како на оружје, но на тоа мислеле офицерите од воениот оддел, посебно од одделот за балистика. Ние тогаш не мислевме на можните последици. Нам ни беше абсурдно Хитлер со ослабнатиот Вајмарски рајх да отпочне уништувачка војна. Може би затоа и не страдавме од морални скрупули. Нам ни беше потребен финансиски јак извор за нашата идеја. Од Вермахтот, од воените кругови. Набрзо ја конструиравме ракетата Агрегат 1, А1, а нешто подоцна и Агрегат 2, А2. Овие ракети летнаа на височина од 2200 метри. На лансирањето беше присутен и генерал-полковникот баронот фон Фрич. Може да сметате на мојата подкрепа само ако од овие своји ракети направите ефикасно оружје. Какви пари ви требаат? Некаде во октомври 1933 година на нашето артилериско стрелиште дојдоа Геринг, Бломберг, Хес, Борман и лично Хитлер. Ние им ги покажавме нашите најнови гордости. Агрегат 3, 4 и 5. Тие заклучија. Ракети? А тоа се само соништа на некакви си фантасти. Наскоро морав да барам земјиште за моите ракетни испитувања. Мајка ми Еми ми го насочи аголот Пенеминде, на островот Уседом, на брегот од Источното море. Пенеминде, најдобро чуваната тајна на Третиот рајх, ракетен центар каде ќе се произведува оружјето на одмаздата.
Од 1937 година до 1940 за Пенеминде беа потрошени 550 милиони марки. Јас бев поставен за технички директор, кој се прашуваше кога ќе полета првата ракета. 3 септември 1943 година, почеток на астронаутиката. Неколку секунди по 16 часот од подножјето се подигна ракета тешка 13,5 тони. Се одвива според планот. Поминува првиот критичен момент. Ракетата ја добива саканата коса положба од 45 степени и брзина од 1500 метри во секунда. Мене очите ми се навлажнија. Не можев да зборувам. Оваа ракета имаше само една грешка. Падна на погрешна планета. На Земја. Тогаш сватив дека мојот сон за лет во Вселената станува реалност. Но се уште е војна. Значи груба и сурова реалност. А додека трае војната, основна задача е како да се усоврши ракетата во оружје. Во 11 часот авионот слета до Волчјата јама, Хитлеровиот таен штаб. Некаде околу 19 часот се отвори вратата и еден СС офицер извика: се појави Хитлер во придружба со Кајтел, Јодл, Бухле и Шпер. Сталинградската катастрофа заврши пред 6 месеци. Фронтот на Дон веќе беше скршен. Курдската офанзива тапкаше во место. Гусарската војна на Атлантикот е разбиена. Сојузниците веќе се растовараа на Сицилија. Воздушната војна веќе беше изгубена. Јозеф Гебелс запишува во својот нотес: Фирерот очекува многу од ракетното оружје. Тој мисли дека со него ќе може да направи пресврт во војната со Англија. Черчил до тајната служба: да се утврди кој е водечкиот научник во Пенеминде, да се фати жив и да се доведе во Англија. Специјален тим со оваа наредба се измачува со месеци. На крајот сепак заклучува дека не може да го изведе тој подвиг. Операција Хидра. Рој бомбардери изфрлаат тони експлозив и запаливи бомби врз Пенеминде. Загинуваат 733 луѓе, од кои 178 научници, а останатите принудни работници од логорот Трасенхајде. Ако не беше ова бомбардирање и под снежните напади на лансирните рампи во Франција, Хитлеровото бомбардирање на Лондон ќе започнеше на почетокот во 1944 година, а вака се одолжи до есента истата година. СС и Гестапо превзедоа се во своји раце. Беше изградена најголема подземна фабрика во светот, Мителверке. Во неја работеа научници од Пенеминде и принудни работници од логорот Бухенвалд. 32.000 луѓе со кои владееше Гестапо во услови полоши и од самиот пекол. Се изработуваше оружјето на одмаздата, Фау-1 и Фау-2. Во март 1944 година Гестапо ме уапси. Бев обвинет за изнесување на мислење за лош крај на војната. Ме спаси генерал Дорнбергер кој изјави дека јас сум незаменлив. Не може со сигурност да се каже колку стотици ракети се изфрлени, Фау-1 и Фау-2. And will direct the main 17 август 1943 година, една воздухопловна база негде во Велика Британија, командирот на ескадрилата зборува: наша задача е вечерва да го разурнеме Пенеминде. Ако не вечерва, тогаш утре, задутре, ќе употребиме нова тактика за бомбардирање. Еден авион ќе кружи над Пенеминде и ќе им дава упатства на другите бомбардери каде и кога да го фрлат товарот. А кога авионите се во воздухот, командата гласи:
Кога ќе ги видите црвените ознаки, започнете да бомбардирате, а тие ознаки всушност се бомби со црвен пламен што ќе ги испрли првиот авион. Црвените бомби што туку експлодираа. Нова наредба. Истоварете го товарот врз црвените ознаки. Се друго запоставете. Под црвените ознаки. Зошто токму Пенеминде? Што се наоѓа долу? Уште порано, фотографиите што ги донесоа извидувачите покажаа дека во Пенеминде сместена германска експериментална база со некакви таинствени објекти. На сликата се гледаа само црни дамки слични на авиони. Британските тајни агенти знаеја дека тие црни дамки во Пенеминде всушност представуваат летечките Фау-1. Војната влезе во нова фаза. Германците уште од 1920 вршеа експерименти со нови видови погонско гориво, најнапред на копното, а потоа во воздухот. Во време на испитувањето имаше и неуспеси, експлозии и пожари, но германските стручњаци, чекор по чекор, полека одеа кон целта. Кога конечно се успеа со ракетата, започна низината примена на традиционалните летала. Најнапред експериментите беа вршени на едрилици, а потоа на авиони со клипни мотори. На крајот ракетите беа ставени на авион без пилот, бомбите на рампи и противавионско оружје. А тогаш во 1943 светлината на денот ја здогледа бомбата Фау-1. Нејзија движи млазен мотор, а не ракета. Првата бомба Фау-1 е истрелана врз Лондон на 13 јуни. Во Британија сметаа дека најважно е да се открие Фау-1 уште во летот кон островот. Тоа може само радар. Радарот го регистрира доаѓањето на бомбата што се движи совршено, скоро по идеална линија, што ниеден авион не е во состојба да го постигне. Исто така е забележено дека Фау-1 лета со брзина од околу 400 км на час. Овие податоци се доволни за да се организира одбрана. Бомбите Фау-1 германците ги истрелуваат дењи и ноќе на стотици. Во пресред на Хитлеровото ново оружје, британците ги упатуваат најбрзите ловци, темпестите, тајфуните и спитфаерите, кои одвај може да му се спротивстават на Фау-1. Действува и противавионската артилерија. Сепак доста летечки бомби поминуваат предизвикувајќи тешки разорнувања. Човечките жртви исто така не се мали. Од 100 летечки бомби, колку што германците истрелуваат секојдневно, до Лондон пристигнуваат половина. Веќе загинаа или се ранети 20.000 луѓе. Кон крајот на 1943 сојузниците располагаат со снимки на 60 места каде што се инсталирани рампи за лансирање. Голем број се уништени, но се уште има многу. Операцијата Crossbow започнува. Целта е во текот на целото лето во 1944 со ловците и бомбардерите да се бијат позициите на Фау-1. Секојдневните извештаи за борбите зборуваат дека сојузничките сили им се приближуваат на местата од каде што летнуваат бомбите Фау-1. Во текот на септември сојузниците ја уништуваат последната рампа од која летнуваат фамозните бомби Фау-1. Уништена е целата Хитлерова трета воздушна флота. Меѓутоа стручњаците на освоените подрачја забележуваат траги на некакво ново оружје кое не им е познато. 8 септември. Хитлер навистина успеа да направи ново оружје Фау-2. Може да го истрела од Холандија, која се уште ја држи, или од самата Германија. Секое лансирање сепак не е успешно. Фау-2 е многу едноставно оружје. Всушност, голема ракета полна со експлозив. Стручњаците велат, се истрелува во стратосферата и врз целта паѓа со брзина поголема од звукот. Од неа нема одбрана.
Според англиските податоци, ракетата Фау-2 убила 2754 граѓани, а тешко ранила 6523. За време на бомбардирањето на Дрезден погинаа 135.000 луѓе. Жртви, жртви, жртви. Мојот сон се удави во море крв и трупови. Сонував небо со звезди. Не сонував преградка со богот Марс. Мирот е мајка на разумот, а војната е маштеја на кошмарот. Во декември 1944 година германските новини објавија веста. Фирерот, на предлог на државниот министер за вооружување и муниција, Алберт Шпеер, им доделува витешки крст за воени заслуги на 5 научници и техничари кои се особено заслужни за усовршување, производство и примена на ракетата Фау-2. Одликувани се генерал мајорот Волтер Дорнбергер, професорот Вернер фон Браун. Црвената армија беше на далечина од 150 километри од Пенеминде. Никој не може да ги задржи русите да не го прегазат нашиот ракетен центар. Започна самракот на боговите. Специјални американски, француски, руски и англиски трупи тргнаа во лов по германските научници од Пенеминде. I think you are nuts. Мислам дека сте нацисти, му одговори разводникот на брат ми Магнус, кој прв замина кај американците. Никој не ни веруваше дека ние сме творците на Фау-1 и Фау-2. Не сместија во голема трпезарија и ни понудија јадење. Свежи јајца, прекрасен бел леб и путер. Господи, ние се во ова со години не сме го имале. Додека јадевме, зад нас седеа војници кои читаа и слушаа радио. Свиреше прекрасен американски джез. Мојата земја загуби 2 светски војни. Овој пат сакам да бидам на победничката страна. Пенеминдовците никогаш не грешеа. Точно заклучија на крајот од 1945 година дека Лондон и Париз не ќе може да вложат капитал во астронавтиката по исцрпувачкото чинење на војната. Кој не помислуваше дека Советскиот сојуз ќе ги доведе во својата земја германските научници.
и дека ќе биде спремен да вложи огромни суми за астрономските истражувања. Во Гармиш Партенкирхен разговарав денови и денови со офицерите кои ме сослушуваа. Објаснував дека Фау-2 е повеќе од оружје. Напишав извештај на 930 страници. И тој што прашува и оној што одговара се наоѓаат на иста позиција. Имаат флеки на совеста. Американците не изложија ниту еден пенеминдовец на Нюрнбергшкиот процес. А зошто? Мислам дека причината беше во тоа што американците со атомската бомба на Хирошима и Нагасаки убија 96.000 луѓе, а 140.000 вечно ги осакатија. Таймс од 4 декември 1946 година ја пробива најдобро чуваната американска тајна. Кај нас се стационирани 118 најдобри германски стручњаци за Фау-2. Конструкторите на германското тајно оружје сега работат за Соединетите Американски држави. Ние предходно во пустината Бел Песок во Мексико ја изфрливме ракетата А4 или предходната Фау-2. Американците запленија околу 1000 вакви парчиња, ја има и нашата документација како подкуп за нашата судбина. Да, бевме сместени во Форт Блис, а подоцна не преместија во Хадсонвил, Алабама. Добивме американско државјанство и поскоро 2 години имавме потполна слобода на движењето. Иако мислам дека ЦИА и FBI се мојата сенка. Јас уште во Германија научив англиски, поправо американски воен сленг. Се чудев зошто при конверзацијата луѓето ги окоруваа очите без причина. Бев предупреден дека употребувам прости војнички пцовсти. Моите колеги полека се женеа, останав ерген. И еден ден добив писмо од татко ми, кој вели вака: стојам на становиште дека моите синови имаат најголема слобода, но чинам време за женитба. Имаш и конкретен предлог. Марија фон Кристоф. Јас ја познав уште како дете. Отпатува веднаш за Ланштад, Долна Баварија, потрошив неколку штеки цигари Камел и готово бев женет. А мислам дека тогаш бев најобезбедуваниот човек на земјата. На секои 2 метри, во круг од 100 метри од црквата, имаше по еден джип со по 4 чувари. Септември 1957 година. Лансиран Спутник 1 во земјината орбита. 11 ноември 1958 година во Вселената се наоѓа Спутник 2 со кучето Лајка. Советскиот сојуз доминира со освојувањето на Вселената. Овие вести делуваа на американците како нападот на Перл Харбор. Беа збунети и ја губат самодовербата. Јас веќе ја имав испробано повеќе степената ракета Јупитер С, која што понесе корисен терет на височина од 1000 километри уште во 1956 година, но попадна во административни бирократски процедури. Во тоа време службената вселенска програма Вашингтон му ја беше доделил на Морнарицата, која што ја конструира ракетата Вангард. Експлодира уште на стартот. Мене ме обвинуваа како фантаст, обседнат со Вселената, Шваба, кој сака да ги троши финансиските средства на Соединетите држави за своје честолюбие. Пентагон мора да одбира. Или Соединетите Американски држави ќе добијат комплекс на пониска вредност, или им треба спасител на нивната самосвест заспана под тежината на монструозниот капитал. 31 декември 1958 година. Вернер фон Браун станува јунак на Соединетите Американски држави. Од Кейп Канаверал летна ракетата Јупитер С и го исфрли првиот американски сателит во Вселената. За стартот на Јупитер С работев 28 години.
Американското воено министерство во благајната на ракетната индустрија вложи до овој момент, додека Олдрин и Амстронг шетаат по површината на месечината сума од 55 милиарди долари или 220 милиарди марки. Само да споредам дека Хитлеровата војна чинеше 440 милиарди марки. Овие податоци кои сега ги слушнавте, во свое време беа државна тајна број 1. Некои се уште се. Имам семејна куќа во подножјето на Монтесано, во Хадсонвил. Имам две прекрасни ќерки, Ирис и Мегрит. Како и син Петар. Се бавам со подводно нуркање и музика како хоби. Се занимавам и за археологија, историја и теологија. Еден сум од најзаслужните за предимензионирањето на човекот во 20. век. Мислам дека луѓето ќе имаат многу научна корист од летот во Вселената. А најважно е проширувањето на знаењата за Вселената и за нејзиното влијание врз нашиот живот. Летот во Вселената е триумф на разумот, но е трагика на умот. Не велам јас, туку Макс Борн. Мајка ми умре од рак. Кога одам на нејзиниот гроб, постојано размислувам дали ќе се пронајде метода за лечење на ракот кога би се одвоил дел од огромните средства за лет во Вселената. Постојано ми повторуваат, луѓето летаат на месечината, а во Биафра умират од глад. Мојата душа ја исполнуваат две работи. Звезденото небо над мене и моралните закони во мене. Јас ги испитувам научните закони. Научните закони ја толкуваат само природата. Кој ќе ја толкува нашата фон Брауновска свест? Мојата свест за се што се случи е на распетие. Нека пресуди и днината. Земјата е лулка на човештвото. Но кој би сакал целиот свој живот да го помине во лулката?